Вечерва на втората полуфинална вечер на изборот за песна на Евровизија 2017, Јана Бурчевска ќе ја представува Македонија со песната Dance Alone. За се она што се случува на големата евровизиска сцена, позади неа и сите оние денови кога македонската делегација е на овој избор, утрово разговараме со Димитар Андоновски, човекот кој што еднаш имаше можност да биде дел од Евровизијата, од тимот на евровизиската представничка Тијана. Диме, добро утро, добре ни дојде. Добро утро, Бети. Пред се ти благодарам што се сети да ме викнеш денес да бидам гостин на утринската програма. Евровизија навистина на големо искуство. Значи се работи за еден, можеби според мене и најголем музички, не знам, хепенинг да го наречиме. Нешто каде што навистина се вложуваат многу големи пари. Дури можам да кажам дека за светски звезди толку пари не се вложуваат во смисла на сцена, звук и пренос телевизиски, бидејќи сето тоа кошта многу. Па многу. го гледат милиони низ широм низ целиот свет. Да, дефинитивно. Јас тогаш кога бевме добивме информација дека околу 200 милиони го следат во живо пренос. Да тргнеме од тоа само дека на самиот надпревар како фестивал учествуваат повеќе од 30 земји кои што идат таму со своји делегации, сите тие го пренесуваат, има и многу земји кои што не се дел од Евровизија, а сепак телевизискиот пренос го имат на своите телевизии. Да, дефинитивно, значи голем број на држави кои што доаѓаат, и пред се многу е добро во Евровизија што запознаваш навистина големи звезди кои што се во своите земји, значи артисти кои што се звезди, остваруваш бројни контакти со менаџери, со разноразни новинари и така натаму. Значи едно големо музичко дружење кое што се случува едно 10 дена, дури се припремите, пробите. Ти имаше можност да бидеш дел од тимот, да видиш како функционира еден избор за песна на Евровизија, како што рече и самиот, тоа е навистина голем спектакл, без разлика дали земјите праќаат квалитетни, неквалитетни музичари и како што се оценува, како што го оценува ширум публиката. Сепак е едно многу големо случување. Кажи ми, значи, едно е она што го гледаме пред камерите, имаме 3 минути настап кој што изгледа безпрекорно, стокмено се. Што се случува и надвор од позади камерите и како ви поминуваат тие 10 евровизиски денови кога македонската делегација е таму? Еве накратко да им го доближиме целото тоа патешествие на нашите гледачи. Знаеш како, Бети, значи таму не сме да има никаков проблем. Значи самата организација нивна не дозволува да има проблем, затоа што пример кога прв пат стапнавме на сцената, морам да кажам дека тоа е многу мала сцена, јас изненадив, затоа што на телевизија не изгледа дека е многу голема и така натаму. Меѓутоа, снимаат над 30 камери, значи од секој агол излегува камера, снима. Работат најголемите звучни инженери и мајстори на светло. Кога прв пат видов што се случува со светло, јас како на друга планета се осетив. Значи, самиот визуелен момент кој што се дешава таму остава еден впечаток кој што навистина е многу интересен и веднаш после пробите кои што се случуваат тие 10 дена има една соба кој што се нарекува preview room и таму има главните продуценти на шоуто, значи главниот режисер на фотографија, режисерот на целата Евровизија, продуцентите за звук, седнуваме цела делегација, цел тим и го прегледуваме настапот и ни враќат, значи од сите можни камери составуваат кадри и нормално продуцентите за звук разговараат со главниот продуцент што е на нашата песна, што мисли кој треба да е поттива. Значи, како што кажав, апсолутно не треба да има никаков пропуст. Тоа што е договорено, договорено. И навистина тоа ме остави голем впечаток, бидејќи стварно се работи за големи професионалци. Нешто што се доживува, јас мислам дека тоа е нешто што стварно може да доживеат само светските звезди. И треба да го доживее секој еден пејач да има можност да ја посети. Дефинитивно, големо искуство, бидејќи тие 10 дена искрено се осеќавме како навистина големи звезди.
Апсолутно има човек кој што работи на се, дури кога тргнуваме на самата сцена за проба, доаѓа човек, ти носи вода, да не ви секој треба ден нешто. интервјуа, проби, имавте Да. прошетки, еве ќе се вратиме ти кога беше еве на Евровизијата, секој ден си е организиран од толку до толку часот ваму, потоа се знае, нема ништо спонтано да излезе таму. Па добро, таму има една интересно случување, секоја земја во одреден ден во тие 10 дена си има како свое представување и тоа се вика како евровизиско дружење некое, кој што нели сите земји се посетуваат, нели си даваат внимание и тоа се случува во некој ноќен клуб или во некаков паб или нешто слично. И таму нели уствари самиот артист има можност да ја испее својата песна, да испее дел од другите песни кои што ги има снимено, да се промовира како изведувач ако не е доволно познат нели за новинарите од Евровизија, и нормално да ја промовира убавината на својата земја. Има ли дружба земјите, учесниците се дружат ли на тие таквите забави после Евровизија, пред Евровизија, или обично се групираме Балканот, овие земји кои што сме тука, или има мешање со сите држави? Па да ти кажам право, обично ние си се држиме, балканците. Нашите, што викаме. Јас знам дека тогаш кога пеевме со Тијана, беше дел од Црнагора, Сергеј Четковиќ, многу се дружевме со него. И нормално со неговиот тим, бидејќи некако полесно можеш да се разбереш, не влечи тоа што сме блиски на некој начин. Ќе погледнеме, го имаме и настапот од Тијана подготвено, но пред еве да ја слушнеме Тијана и нејзиниот настап на Евровизија, каде што беше дел и ти. Колку време и пред Евровизија се подготвувате? Знам дека 1-2 месеци од кога се избра и можеби и повеќе беа дека таа ќе представува Македонија, вие веќе вежбавте, имавте проби, кореографија, костими, сето тоа да изгледа како што треба. Па ние вежбавме некаде околу месец и пол до 2, значи бевме на чести проби во Београд, бидејќи Тијана си одлучи тимот кој што ќе креира целата евровизиска шема да биде од Београд. Значи комплетен стайлинг ни правеа од таму, комплетен настап. Имавме режисер кој што кога победи Марија Шерифовиќ беше од главните режисери на Евровизија од Србија и тој го режираше целиот настап. Имавме еден професионален танчер кој што е дел од балетот во Белград и јас, Тамара и Пере, бидејќи ние бевме придружни вокали на Тијана, бевме често присутни, да речам еднаш неделно по 3 дена бевме, па се враќавме во Македонија, па следната недела така. Некогаш правевме и во Македонија, да речам, овие тонски проби во студиото на Дарко Димитров и така се нели до самото заминување, бидејќи едно е тоа што го работевме, но кога ќе стигнеш таму, некако е нов простор и одма се наоѓаш во нов момент, некако како да почнуваш од почеток. Меѓутоа, сепак брзо се снајдовме затоа што и на самата сцена на Евровизија е како еден голем телевизор, знаеш. Какво е чувството, кој е притисокот кој што го носи не само изведувачот, еве и вие како придружни вокали кога ќе излезете на таа голема евровизиска сцена? Па искрено трема тука нема да прашам дали има или нема, не може да нема трема. Да, па не знам, јас многу чудно ми се случи. Јас во принцип сум човек што е голем тремаџија. Ми се чини на најмалата манифестација да пеам имам трема. Кога излегов на Евровизија, така некако самоуверено и покрај тоа што знаев дека голем број на луѓе не следат, а посебно нели ние македонците пошто сме големи критичари, носиме голема одговорност. Јас лично, ама апсолутно не осетив некаква голема, не знам, трема, единствено возбудата кој што се случува нели на самата сцена, навистина е нешто што ретко се случува и дефинитивно ќе ми остане во едно големо осеќавање и искуство пред се. Предлагам да ја слушнеме Тијана Дапчевиќ заедно со Димитар, Тамара и Пере и веднаш потоа ќе продолжиме со разговорот.
Тоа беше Тијана Дапчевиќ со песната To the Sky. Диме, те вративме назад неколку години, се потсети на твојот настап на Евровизијата. Сега вака кога ќе го гледаш, еве после 2-3 години, што е она што тебе еве прво ќе ти падне на памет? Па не знам, интересно е, мислам, јас бев задоволен искрено од овој настап, иако нели дури гледавме, коментиравме дека таму, значи за да имаш совршен настап, и не само настап, него и пласмани, сите работи, се потребни многу пари, бидејќи Евровизијата, самото учество на Евровизија, партиципацијата е многу скапа, значи за да учествува на земја, не знам сега точно колку беше, ама над 20-30.000 евра. Ние ја плаќаме партиципацијата, учествуваме, ама потоа немаме пари за совршен настап, затоа што, како што кажа и ти, сите тие светлосни ефекти, целиот тој сценски настап се плаќа. Колку повеќе пари вложиш, толку подобар настап. Не знам, еве, како што коментиравме, значи еден огнен топ, значи само еден, знам дека беше околу 5.000 евра, само еднаш да пукни. Рачунајте ако треба неколку пати 10 топа да пукнат во еден момент, за да тоа изгледа добро на телевизија. Колку пари би коштало тоа? Или не знам, се сеќам, мислам дека беа Романија во истата година кога пеевме ние, беа машко и женско кој што пееа дует. Знам дека на почеток на песната таа се појави како холограм, тоа сигурно многу кошта, бидејќи е технологија голема и тоа за да го направиш, навистина треба да не на беше сцената како Азербејџан да не победија и таа година, мислам. Не. Беа романците, јас кога победи Кончита, нели, истата година. И не знам, значи, пак ќе речам, Евровизија е, значи, сепак манифестација каде што... Со колку ние располагаме кога одиме на Евровизија? Беше дел, виде како сето тоа функционира. Освен тоа, што рече и самиот големата партиципација која што Македонија ја плаќа, се труди секоја година да учествува. Мислам дека потоа не им остануваат многу пари за да се вложи во самиот сценски настап и светлосните ефекти кои што мора да признаеме дека многу значат за гледачите и најчесто победуваат по пејачи кои што имат убава таква песна, останува во слушање, но имат и прекрасен сценски настап. Да, јас мислам дека се глупаво да зборувам за суми колкав е буџетот. Нема да спомниме суми. Меѓутоа сметам дека е многу премал. Значи во тој буџет треба да се снабдат авионски карти, се даваат некакви, да не речем и смешни дневници за тие 10 дена, или додека сме таму. Мислам дека, значи еве, тоа ми го потврди еден пиар кој што работи во Србија, дека на времето кога победи Марија Шерифовиќ, дека самата земја вложила многу пари, дека се работи за милиони, за да стигне до победа. Истите тие пари се вратија наредната година на Србија, затоа што сите земји беа овде, Евровизија беше во Србија. Точно, јас пак ќе речем, значи, она што верувам дека и обичните луѓе го знаат дека се работи за една голема политика таму и пред се лобирање помеѓу. Таму има менаџери и лобираат, посредници. И са јас ако имам финансии, ти ќе ми бидиш мене застапник и си имат кругови кои што... Ние тоа го имавме на домашниот избор за Евросонг. Знаеше, ти во времето многу пати учествуваше. Сме гледале такви лобирања и таквите работи кои што ги имаше и кај нас, па да не правиме муабет за големата Евровизија. Мислам дека можеби сегде ги има тие работи. Мислам дека многу е ретко да се случи, како што е и тука многу голема реткост. Навистина да победи некој искрено, без некакви лобирања или местенки, да ги кажеме на некој начин. Мислам дека тоа е нормално на фестивалите се случува и затоа може најдобро ние како изведувачи, а јас веќе одамна тоа сум го сватил дека еден фестивал, едно музичко доживување едноставно треба да го сватиме како начин на презентација на новата. Се гледаш ли некој ден како представник на Македонија на Евровизија? Имаш ли таква амбиција? Па да ти кажам право, би размислил, не знам. Не дека не се гледам, зошто да не. Меѓутоа, баш заради оние големи, што викам, критики кои што стигаат, за жал, голем број од моите колеги и некако и неславно им завршуваше кариерата, некако
им падна во вода се она што го градеа годинава за една манифестација која што и не е толку значајна за да му се, мислам, музички значајна за Ние да сме му се таков да. народ. Да. Кажи ми, колку го оправдуваш изборот на македонската телевизија? Веќе години наназад се одбира еден представник, македонската телевизија ќе го соопшти и ја чекаме песната која што една, две или три песни кои што ги направат композиторите. Дали според тебе тоа е поубав начин да се избере представникот или тоа да се прави на фестивал како што се правеше и годините понапред? Па не знам, мислам дека македонската телевизија ги проба сите начини. Значи, Не може и уште да најде и формула. Некако не може да се снајде со формулата точно. Успешна. Значи пробува ја преку фестивали, па фестивалите се месте и тој што требаше реално да не представува. Ке беше втори или трет? Да. Па потоа одлучија нели да сами да го носат изборот според кој принцип го носе и тоа не знам. Меѓутоа пак ќе речам, голем дел од изведувачите кои што беа, значи сепак беа со големо искуство. Годинава некако не изненади изборот на Јана, али јас мислам дека сепак Јана е еден интересен женски лик и има нешто, некаква ведрина во неа, иако можеби нема доволно искуство во естрадата со сцена ово. Се надевам дека добро ќе се снајди на самата сцена, направија и нешто интересно музички, нешто што можеби повеќе наликува на странска отколку на македонски призвук, што исто така не мора да значи дека секој пат кога одиме на Евровизија треба нели да излеземе со тапаните и не знам како. Да, со сурлите. Треба да се истражува и се испробува. Јас едно викам дека добра песна е добра песна без разлика за какви елементи внатре во неа се работи и сум сигурен дека примерете сите представници кои што победиле на Евровизија имаат страшно добри песни. Ја гледаш Евровизија, ја следиш? Па последниве години од кога се вратив нели следната година многу ретко да ти кажам право, бидејќи некако со врскиве и немам доволно време. Сега па посебно ова година само нешто на интернет што начекав, што има постирано некој од моите пријатели. Во продолжение ќе ги слушнеме, ќе те прекинам овде токму нашите битолчени. Ги запрашавме вчера дали ја следат Евровизија, што тие мислат дали Македонија ќе успее да обезбеди влез во финалето и дали ја знаат Јана Бурчевска и овогодинешната песна. Дали гледате Евровизија? Не. Не? Знаете ли кој ова година Македонија ќе ја представува на Евровизија? Кој? Јана Бурчевска. Ја слушнавте ли песната? Да. Ти се допаѓа? Да. Сметаш ли дека утре вечер кога ќе настапува таја ќе успее да обезбеди пласман во финалето? Па, ќе надеваме. Ти гледаш ли Евровизија? Не. Не? Зошто? Немам време. А знаеше дека Јана ќе настапува ова година? Да. Ти се допаѓа песната? Да. Дали гледате Евровизија? По некој пат. Знаете ли кој оваа година Македонија ја представува? Немам појма да ви кажем. Немам пратено последните ништа скоро. Некој пат реприза и така. Ви се допаѓаат ли досега песните кои што биле Билтоше Проевски, Каролина Гочева, имавме 2 пати на Евровизија Елена Ристевска. Имате ли вие некој пејач кој што мислите дека може да ја представи Македонија? Имаме овие младите сега што настапуваат во Гран Звезди, како ова наша Благица Зузунсковска, другата мислам Анастасија се викаше, тие млади таленти. Стварно се по годините младе, али супер пејаци. Не. Знаете ли која представува Македонија оваа година? Не. Јана Бурчевска, сте слушнале за неа? Да. Да? Не сте слушнале песната со која таа утре вечер ќе настапи? Не. А гледате ли годините поминати, сте гледале Евровизија? Не секоја. Зошто? Така. Не сме толку со телевизорот, повеќе сме во интернетот. Да. Знаете ли кој ова година ќе представува Македонија? Па Јана. Ви се допаѓа ли песната? Ми се допаѓа и песната и девојката. Која е вашата прогноза? Ќе успее ли да обезбеди влез во финалето? Па се надевам дека ќе успее да обезбеди влез во финале, бидејќи ги има сите соодветни квалитети, млада, перспективна, убава, со убав глас и така.
Од сите представници на Македонија, кој е вашиот фаворит досега кој што сме го виделе на евровизиската сцена? Па, скоро секогаш, да кажам, се Норвешка, Луксембург, Шведска, Грција. Меѓутоа, како фаворит за годинава, претежно немам баш слушнато кои се песните, али се надевам дека пак ќе бидат тие. Знаеш ли кој учествува ова година од Македонија? Не, Зошто? Никогаш не си ја гледала Евровизија досега? имам гледал. А може би си ја слушнала песната на Јана Бурчевска која што ќе настапува за нас? Не. Не? Сметаш ли дека Македонија некојаш ќе направи поголем успех? Слабо. Зошто? Не знам. Што е она што ни фали еве кога е во прашање Евровизијата? Не знам. Добра песна. Не гледам. Зошто? Не знам, не ме интересира. Никогаш досега не сте гледали? А како порано гледа? Ко бевме со Југославија, ко бевме и порано, стално имам гледа. Сега не ме интересира, остарев и не ме интересира. Гледам, ама, како ти кажа, поредко. Кој ќе имам слободно време, иначе. Кој ќе имам слободно. Знаете ли некој од пеачиве кои што еве ја представиле Евровизија или сте гледале порано кога бевме во Скопје, Југославија? Па, како ти кажа, кога беше Југославија, се беше подобро. Не само Евровизија, него и све подобро, ама се оттогаш све е поназад, назад, а доколку ќе биде тоа назад, само Господ знае. Мислите ли дека некојаш можеме да обезбедиме еден добар пласман на еден ваков фестивал како што е Евровизија? Може. Што е пресудно? Колку многу пати ја споменуваат и политиката во сето тоа? Точно политиката, докато што влезе политиката, све растори. Го слушнавте мислењето на граѓаните за Евровизија. Диме, дали се изненади? Значи, многумина од нив не ја следат Евровизија, старите, постарите, да кажам, се носталгични за Југославија. За Југославија. Да, но има еве и такви кои што ја следат и знаат дека Јана е ова година наш представник, ја имале слушнато песната. Да. Па добро, секој нели различно. Јас знам дека постојат како се вика тие евровизиски фан клубови кои што и мислам дека има и во Македонија, кои што активно се занимаваат баш со Евровизија и тие истите, значи резервираат карти година унапред за да ја следат нели во живо сите тие 3 дена дур се случува Евровизија. Од сите представници кои што досега Македонија ги имала на Евровизија, кој е твојот фаворит? Која песна ти е омилена? Тијана to the sky. Да? Се зезам, добро. Нормално мора да си се поддржувам сам. Да. Не знам која имале добри песни. Пример, сметам дека на Владко песната ми се допаѓаше со Есма. Интересна песна беше. Не знам, Елена Ристевска имаше интересна. Па, таа, ако не певлива грешам, песна. заедно со Калиопи досега имат и највисок пласман кога е во прашање Евровизијата со тоа што обезбедиле и влез во финалето. Точно, да. Сме имали интересни песни, се не можем на сите да се сетам, али еве горе-долу тие што ги споменав, што памтам онака како во поскора и нина што биле. Мислам дека биле тие окей песни. Кој според тебе, еве, наредната година да мислим уште од сега би требало да го пратиме на Евровизија или треба да направиме еден фестивал за повторно да видиме кој народот ќе го избере? Да најдеме некој начин вистина народот да каже кој сака Македонија да представува на Евровизија? Па не знам, знаеш како јас кога би требало да се прави изборот за Евровизија, мислам дека треба да се најде стварно комплетна, не само артист, него комплетна екипа кој што на вистина ќе направи нешто што ќе биде специфично и посебно за таму. Го имавме Тоше Проевски, беше дел од Евровизија. Каролина имавме 2 пати, Калиопи, врвен вокал, исто така 2 пати. Елена Ристевска, значи сите тие некои големи музички имиња кои што ги имавме и ги имаме на нашата естрада, веќе биле на Евровизија, сите се враќаат речиси со истиот резултат. Добро, несомнено дека имаме јаки изведувачи и имам изведувачи кои да пратим. Меѓутоа, формулата за вистински успех таму, за вистински впечаток, Колку има вистина во тоа дека шоуто на Евровизија е многу поважно и ќе остави впечаток отколку тоа да се прати најдобриот вокал во земјата? дефинитивно дека шоуто остава поголем впечаток од се. Значи, не знам, еве ќе се присетиме многу
порано, не знам точно како, нели кој излегоа оние лорди, беа Да. сосема различни, беа чудни за луѓето. Годината после нив веќе имаше неколку рок песни на Знаете Евровизија и како секоја година ги има. Кончита, кога се појави, за прв пат кога ја видов јас таму, или го видов, не знам како да го наречам, небитно јас кажав дека овој ќе биде победник. Некако, како и самиот да знаеше дека е победник на шоуто, бидејќи беше различен, беше 2 толку месеци се самоуверен. зборуваше само за него кога ќе се споменеше Евровизија, не само кај на сите земји Да, беа дури тука. мислам дека тој си ги имаш извежбано до толку погледите, покретите кои што си ги правеше таму. Мене тоа ми остана впечаток, ја знаев дека тој ќе биде победник, значи. Предпоставував и мислам дека нешто мора да се направи што ќе е впечатливо. Дали е тоа музички, сценски, треба да е можеби за нешто заедно. И да најдеме вистинскиот пат, можеби треба малце со повеќе глави да се размислува, не само некој кој што вика ќе биде Димитар Годинава и Димитар ќе биде, него изборот кој што ќе се случи да се соберат повеќе луѓе, повеќе тимови и да дадат сите совет за да се стварно за да се Одбере направи вистинскиот. нешто спектакуларно да го кажеме. Има ли Македонија шанси вечерва за влез во финале? Еве ќе се вратиме на Јана. Рековме, сепак е една дебитантка, не е толку искусна на сцената. Имаме ли формула со малку поразлична песна, интересен стајлинг мора да кажеме, има ли Македонија шанси за влез во финалето? Па јас се надевам дека има. Мене ми се допаѓа целокупниот производ на Јана, се извинувам. Мислам дека би можеле, затоа што се работи за странски автор на песната, значи не е прв пат, не е македонски автор. И можеби тука би придонело нешто, бидејќи тој, како што разбрав, тој автор кој што ја има напишано на песната на Јана, мислам дека има и победничка песна некоја на Евровизија. И може би од некоја страна нешто да се злобира и да се, јас би бил среќен ако Јана влезе во финалето, зашто не? Затоа што веќе, не знам, 3 години со ред не влегуваме во финале. Да. А може би да му биде политика, нели да речат, ајде сега нека помини Македонија, грејото. Овие за жалење. Се трудат 3 години, нека одат оваа година. Се надевам дека ќе биде така. Дима, ти благодарам многу. Имавме навистина прекрасен разговор. Откривме некои детали од Евровизијата. Се надевам дека еве и ти ќе ја следиш вечерва и многу од граѓаните и дека, како што реков, ќе обезбедиме влез во финалето и да те видиме и тебе некоја година на евровизиската сцена. Се надевам зошто не. Иако би размислил сепак. А сега ќе ја погледнеме еве за крај на денешниот разговор, ќе се потсетиме на 1998 година кога Владо Јаневски за прв пат ја представуваше Македонија на Евровизија со Не зори зоро. Стој не зори зоро, душманке, и пушти ноќта да ги сокрие. Очиве што раѓат бисери, срцево што друга не љуби. Води до неа, а се подалеку од памета. Јас морам да пијам, да се опијам, без неа. Дал ке ти ја дадам
svirači. Ako ne mjesto kletva po mene zaplači. Ja moram da pijam, da se